Поштовани мои, добар со црвена линија, оној простор кој што е апсолутно посветен на вас и повторно можност да разговараме на нешто интересно. Факт е дека празниците се период кога едноставно сакале некеле мораме да потрошиме и она што немаме. Како и да е, се троши можеби редовно повеќе и од вообичаеното, но она за што сакаме да проговориме со вас е дали премногу и трошиме, безпотребно трошиме и дека сето она што можеби сме го купиле не било и толку потребно, а сме можеле да помогнеме некому. Некому на кого можеби и најмногу му треба таа помош. Како и да е, заедно ќе се согласиме, од секогаш важело правилото дека јануари испаѓа да биде најголем и најдолг месец во годината. Па ете за тоа ќе говориме. Колку потрошивте, дали сметате дека едноставно празниците се време кога трошењето на сопствените пари, ќе подсетам кои што можеби ги немаме премногу, е и чувство кое што не ослободува и не овозможува да се почувствуваме живи и тогаш кога можеби и не ни е многу дорадување. Како и да е, го знаете телефонскиот број 02-307-0005 и секако ќе ве подсетам дека социјалните медиуми е простор на кој што можете секако да лекнувате, шернувате и кликнувате и коментирате и се разбира едноставно треба да го заследите профилот на Црвена линија, но ќе ве подсетам секако и профилот на телевизија Телма со оглед на тоа што ги објавуваме темите и на овој профил. Но она што можеби мене лично ми е најважно да има во поголем број како Инстаграм семејство, заследете ни го акаунтот, тоа е Црвена линија и кликнете веднаш на Инстаграм стори, каде што ќе ве пресретне и денешното наше анкетно прашање. Потрошите ли непланирани пари за новогодишните празници? Одговарате со да и не. Секако резултатите ќе ги прочитаме, како што впрочем и секогаш го правиме. Тоа таму некаде кон крајот на ова издание на Црвена линија. Може би темава не е политичка, но факт е дека на сите нам ни недостига многу повеќе средства за да имаме едно богато и среќно секојдневие, особено кога се празниците, се троши можеби повеќе од оно што го дозволува домашниот буџет. Колку потрошивте вие, дознаваме во овој момент од првиот гледач кој што ќе го вклучиме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој е добро. Еве, прво прашање до вас, дали го одврзавте чекмежето и премногу за овие празници? Дали се слушаме? Да, се слушаме. Дали потрошивте премногу за празниците? Не, секој граѓанин во Република Македонија кој е домаќин не би требало да троши повеќе од она што е потреба за секое семејство. Јас како граѓанин на оваа република потрошив колку што ми беше потребно и за Нова година и за Божик. Затоа што овој месец, како што рековте, е голем месец, ние треба да истераме многу празници. Доаѓа Василица, доаѓа Водици, Свети Јован, така натаму, така да секој домаќин треба да знае колку треба да потроши. Не треба да се расфрламе на оваа сиромашнија, поготово сега и нова скапотија. Затоа треба на некој начин да знаеме што правиме со буџетот домашен. Како во државата, така и в домашниот буџет да го трошиме. А дали купувате онлайн, ева? Сега и тоа се практикува. Ништо не купувам онлайн, се си купувам лично од продавница, од пазар и така натаму. Не верувам на тоа онлайн, затоа што многу се појавија затрување, многу се појавија фалсификати на производи, така да јас сум таков, кој одам на пазар, си купувам лично и си пазара. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Ќе ве подсетам денешното анкетно прашање, ќе го поставиме на сите оние кои што ќе се вклучат во ова издание на Црвена линија, а тоа е дали потрошивте непланирани пари за новогодишните празници. И факт е дека сакаме, нели, кога се празници да подаруваме, сакаме повеќе да потрошиме, но навистина е големо искушение и предизвик кога домашниот буџет не го дозволува тоа. Но некој можеби потроши повеќе од планираното, некој е домаќин и како гледачот кој што самиот си кажа, а еве и ќе ве прашаме можеби да се пријадуваме и да правиме преобемни трпези и дали можеби сметате е подобро да
доделиме некаква помош или да нахраниме некое семејство на кое што особено за празниците ќе му значи да има нешто плюс на својата сиромашна трпеза. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно, подобро да се слушнеме. Добро, благодарам. Одлично, сега веќе е подобро. Потрошивте ли премногу, еве вака сега кога стапивме во јануари? Јас за празниците не потрошив повеќе, потрошив толку колку што требаше да се купи за да биде колку толку пригодно да поминат празниците, да се одбележат, а не да се купува повеќе храна, а потоа да се фрува. Од една страна тоа не го дозволува домашниот буџет да се расфрламе. Има некои што имаат повеќе, може да се дозволат повеќе да потрошат. Јас се рачунам и на средните и планирам да купам колку што ќе можам да потрошам. Што вместо што ги спомнувате вие тука социјалните случаи, тие што немаат, во нашата држава се опатени сите, и тие што немаат добиваат некоја помош, колку толку, и нека се купуваат и тие во границите на своите можности, нека трошат колку што имаат. Така. А еве дали сте купувале некогаш онлайн? И тоа да ве прашам. Онлайн купувам, постојано купувам онлайн некои работи што не може да се најдат во продавниците, меѓутоа и за вас и за гледачите светно да кажам дека има доста измамници. Значи тоа што ќе го нарачате нема да можете со него да завршите работа. Конкретно ќе ви кажам. Конкретно ќе ви кажам, имам наручувано 3 или 4, сигурно најмалку 3 пасти за гребнатинки за коли, значи тоа е гола вода, власт. Така, јас ќе подсетам време траењето на едно јавување 90 секунди, но нека не ве обесхрабрува. Тоа имаме 5 линии, не сме затворени, не мора да значи дека само еднаш можете да се јавите во црвена линија. Ако се чувствувате недоискажани, слободно завртете го нашиот телефонски број уште еднаш. Ќе подсетам 02-307-0005. Ако веќе имаме нов гледач, јас веднаш би го вклучила и еве да ни открие дали може би премногу потрошил или потрошила за време на овие празници. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме црвена линија? Ало, добра вечер. Добра вечер. Потрошивме ли многу? Еве, ние жените многу сакаме да трошиме. Се најубаво во новата година. Се најубаво сега. Па, среќа да ми те прати, што многу си несимпатична. Вака да ти кажам, јас секоја нова година си ја дочекувам како мислим секој ден. Што има, мислим, толку да се трошиме, мислим, се што треба си купиме, нова година, еве си подароци на деца, нешто, чоколадки, нешто такво. Што си се трошимо, па после другиот месец треба да гладуемо, например, овака еве па Божиците, па еве вај... Јануари е најдолг месец, дали го чувствувате тоа така? Точно, Тинчеве сега иде, мислим, Васулица, па овие, тој Свети Јован, дали крстот кај ќе се фрља, па тој, значи овај месец е полн со празници. И ако трошиме, треба да гладуемо. Еве, ја не знам во мој живот како сум се родила, ја не знам да ми е некој дал туѓ динар, се си заработувам само уште од дете и еве ден денеска сум со пензија. Да, и си имам мој пари и не се нервирам за ништо и колку има толку. Па сега еден живот га имамо, што вика овај певачот Јордан Митев, еден живот имамо, ако не га живеемо, џабе ние све, нели? И затоа живи, здрави да смо, колку дали има толку. Дали купувате онлайн, еве и тоа да ни откриете? Па не, тој не купувам си, зашто немој там нешто да утнем, да направим некои циркуси. Така, не се чувствувате сигурни дека ќе направите добар избор. Да, синче, се најубаво, поздрав да сите во се телма. Се најубаво, сега кој еве 2023 ви посакувам, не само вами, на сите оние кои што не гледате, да ни биде поберикетна година, па и зошто да не трошиме повеќе, тоа значи дека ќе имаме повеќе. Како изгледа месец јануари, ќе ни открие и следниот гледач, бидејќи златно правило е дека месец јануари создава чувство на најдолг месец. Може би месецот реално и не е најдолг, има и други месеци кои што имаат по 31 ден, но факт е дека кога пред празниците се троши повеќе од дозволеното, а настапува месец од 31 ден, тогаш навистина станува малку и премногу може би долго и агонично, бидејќи тогаш може би во јануари
Иако има уште што да се одбележува, некако джепот се скусува и веќе не можеме да трошиме, па чекаме нели до некакво следно примање. Но еве прашуваме и тоа дали празниците се време кога треба нели и премногу да трошиме и дали можеби некога сме се запрашале дали можеби треба да подариме помош и да помогнеме или да купиме и потрошиме на некој на кој што тоа навистина му е неопходно. Еве убаво и на екранот можете да видите дека ако можеби некој до сега сите кажа не купуваат онлайн освен еден гледач, онлайн е пожелно да кликнете на Instagram Story, пред се да не заследите на Instagram и тука да земете учество директно на нашето анкетно прашање кое што гласи дали потрошивте непланирани пари за новогодишните празници, одговарате со да и не. Значи, она за што зборуваме дека навистина некогаш велат, берем постојат убедувања дека треба да биде можеби најбогата трпезата во новогодишната ног, бидејќи како ќе ја дочекаме, таква ќе ни биде целата година. Ама ние имаме искуство со 2022 година, кое што е еден предизвик сам за себе беше, а тоа значи да со скромен домашен буџет истуркаме цела една година, година на криза, поскапување и тоа особено кога станува збор за поскапување на храна и енергенси. Така да новата година едноставно е причина да се слави, луѓето сакаат да потрошат, верувајте. Тоа создава и чувство дека сме живи и расположени, можеме да купуваме и подаруваме за најблиските. Како го менаџиравте еве за празниците домашниот буџет може да откриете, можеби да ни откриете и некој трик, бидејќи мора да признаеме постојат и луѓе кои што немаат многу, а трошат повеќе од дозволеното. Знаат да земат дури и потрошувачки кредити, се да се направи, освен да се изгуби чувството нели дека не се може. Но драго ми е дека имавме гледачи кои што еве се вклучија и рекоа дека едноставно за празниците биле само дисциплинирани и нормално не дозволиле да претираат во трошењето, имале скромна, но доволна трпеза. Додека ве очекуваме, знам дека не е политичка темата, ама не засега сите, бидејќи навистина можеби постојат, и тоа секако семејства кои што е предизвик да истуркаат ден во ден, па знаете и чувството не е многу убаво кога гледате дека околу вас се слави, се веселат сите, трошат, купуваат кој колку може, а некои семејства не можат ниту основното да си го приуштат. Дали сметате дека треба од година во година да нашата новогодишна трпеза станува се поскромна, па и тоа што ќе го купиме плюс да го подариме и да направиме добро дело. Како и да е, одиме понатаму, Твитер заедницата секогаш си има коментари, па така и на ова, малку ќе ја наречам пограѓанска тема. Лонли има напишано дека јануари не беше планиран за трошење пари, ама па 40% попуст е примамливо. Да, интересно дека по новата година стартуваат и големите попусти, ама ние еве разговорно кажано генерално сме издишани, што од предновогодишни забави, богати трпези, секој сака да ја дочека новата година, се разбира богато, затоа што верувањето ќе потсетам дека како ќе ја почнеме годината, таква ќе биде целата. Па ако имаме гледач, ајде да продолжиме понатаму. Дарко има напишано дочек на нова година е измислена глупост за трошење пари и ништо повеќе. Еве, верувате ли дека дочекот на нова година е всушност само глупост и вечер како и секоја вечер на која што едноставно како и сите, па и ние трошиме многу повеќе. Исто така би сакале да проговориме со вас, короната донесе еден нов тренд, не важи тоа само за нашата земја, туку неможноста, нели, карантините го направија своето да бидеме повеќе дома, целосно да бидеме дома во одредени месеци и тогаш се создаде експанзија на онлайн продавници и понуди кои што нудат производи за сечи вкус, од храна до козметика, облека и така натаму. Дали се навлековте на ваквиот тип купување, бидејќи нашата земја за разлика од останатите земји немаме стикнато навика да купуваме онлайн, таа потрошувачка некако се уште е табу за
нашите граѓани. Па еве, ми се јави гледач кој што кажа дека има пракса, купува онлайн, но генерално не е задоволен. Можеме слободно и за тоа да проговориме и дали некогаш и повеќе трошите кога нарачувате онлайн отколку кога купувате во продавница. Ке подсетам, темата не е политичка, може не ви е многу привлечна, ама телефонскиот број станува отворен 02-307-0005. Зборуваме за тоа како трошиме пари, дали се контролираме. А еве, сакале некеле да признаеме, ние жените знаеме да бидеме потрошувачи, знаете доволно да налетаме на нешто што е со попуст и тоа да биде доволно примамливо. Но сепак влеговме во јануари, тоа е најтешкиот, ќе речам, финансиски месец, каде што луѓето едноставно по празниците го чувствуваат и како најдолг. Комесарот има напишано нешто интересно, вели јануари ти е најдолг месец у свет. Да, такво е чувството за јануари и ви кажав, тоа е само резултат на тоа што во деновите пред старт на јануари апсолутно трошиме повеќе од она што го дозволува, се разбира, буџетот. Инаку ќе ве подсетам дека ако сакате да бидете доволно брзо информирани, не заборавајте да кликнете на telma.com.mk. И еве зошто одлучивме воопшто да зборуваме за трошење пари, со оглед на тоа што некои од јавувачите и рекоа дека биле исклучително самодисциплинирани и знаат дека сме се уште пред предизвик, а предизвикот е наречен инфлација, која што и натаму со високи бројки, најголеми поскапувања кај храната и енергенсите. telma.com.mk. А сега одиме со гледач. Добар ден! Добар ден, Тинче, јас се извинјавам повтор пат, зашто вие рековте нели имаме право да се јавиме. Секако имате, припете колку сакате. Што са малце 90 минути. Дај мене што не ми се свиѓа, што например на овие што ставиат на Фейсбук, народ што има, нели, па там да ставиат печења, па свињи. Така, сликите кои што се појавуваат од софрите. И да ти кажем, Тинче, тој не ми се свиѓа, зашто некој нема леп да јаде, нели, па кад гледа и се нервира. Тие работи не треба толку да... Тој многу ме нервира, да ти кажем. Абе, да стави нешто поедноставно, а не да ставиш там некои толку, знам, некои дури не можат на децата да си купат типо едно чоколадо, а некои толку, а не се богати. Зашто имам примери, не се богати, али на Фейсбуци што се све ставја, тој не ми се свиѓа. Јас се беше уклучила, да ти кажем, на Фейсбукот, ама синот ми исклучи, вика, малце не можем од телефонот, вика, да се одбием поза тие Фейсбуци и да ти кажем, не ми се свиѓа, само овој ми се свиѓа овие вашите дебатни емисии, зашто знам кога ќе се каже нешто точно, а тие работи не треба толку. Може да сум грешка, али еве како што гледам... Така се добива впечаток дека нели никако како да се... Некои користници на Фейсбук се фалат, но може да биде едноставно задоволство од декорација, па забораваат луѓето, не е намерно, најверојатно. Ама сите си знаат, не мора толку. Добро, може да сам грешка, али тој сакаше да кажем, пошто народ гледа многу се нервира, вика, леле, овај колку има, а ја не можем ништо да си преуштим, и затоа тие работи малце да не се толку, нели. Живи, здрави и поздрав до тебе. Секако многу здрави и среќа во новата и повеќе пари за трошење. Тоа не значи ако зборуваме да бидеме скромни, да не посакуваме да ни биде берикет на 2023 година. Добар ден! Добар ден! Секој е добро? Вие сте во црвена линија, ве слушаме. Дали се слушаме? Ве слушаме, црвена линија. Ве слушаме, вие сте во црвена линија. Дали е намален тонот? Ало. Ве слушаме во црвена линија. Добро вечер. Како сте, господје? Среќни празници. Среќни празници и да биде една успешна, убава и полна здравје година. Јас ви посакувам. Так. Потрошивте ли премногу пари за празниците? Ма чекај, кај јас сум или друге? Вие сте, ве слушаме. Повелете. Ба, да ви кажам неискрено, за празници, да. Потрошивте ли многу за празниците, еве? Ова... Ве слушаме, продолжете слободно. Добре, веќе ќе подсетам одамна од 2022 година не сум ви рекла кога ќе се јавите на 02-307-0005, намалете го тонот на ТВ приемникот, телевизорот, изборуваме преку слушалка. Добар ден!
Добар ден. Секој добро и вам во новата 2023-та. Хвала исто и вас. Па ева, дали се одврзавте онака за празниците и потрошивте повеќе од дозволеното? Абе, девојче, девојче, невеста, шо си не знам. Жена Кој секако. колку можел, толку потрошил и кој колку Така е. сакал. Некој да можел и да имал, ама не трошет. Така, каква трпеза имавте вие? Скромна, богата? Јас сум сам овдек. Така? Фамилијата Скопје ми. Не дојдоа за празниците, не ве поканија? Таму ме поканија, ама не појдов ја таму, не. Јас сум стар човек. Така. Не. Ама не имате настилма за друштво, па еве, дали сметате дека треба да се подарува за нова година на оние семејства и да им се помогне кој што... Да, тоа треба. На сиромасите, вака да ви кажам, некој да не се сиромас и се прасиромас, да добие поклон. Можно ли е тоа? Можно е, можно е. Не, ови срце на дланка. И оној што има и оној што нема, пушта рака да му се дај. Што мислите, зошто е тоа така? Зошто го прават тоа? Навика, зошто вака? Партиве сега што се наши на власт. И терат овие ВМРО-вциве, дајте ви, кукајте, плачете се да немате да партијава да изтераме што е на власт. Така, благодарам, многу цениме што се вклучите во црвена линија и никако не заборавајте, никогаш не сте сами кога сте со Телма телевизија. Одиме понатаму, добар ден за новиот гледач. Добар ден. Вака би кажал. О, здраво, секој е добро, се најубаво во 2023 година. Телевизорот да се намали тонот, ве молам. Јас сум намален телевизорот, дали сум ја или неке други? Да, вие сте и еве ви посакувам се најубаво во новата година. Благодарам и вас, мислам да ме честитат, ама не е битно, ако го седнеш. Нема да се слуши мојавец. Вака би кажал, голема благодарност за сите што не ми дојдоа на гости за време на празниците. Не ме ставија и цечок. Да ви кажам искрено, скоро ништо не купив за празниците во врска со храна и пијачка. 24 седат работните дни, а не празниците, затоа што сите се криеја како во букчешки дупки. Значи, никој ни да честита ни ништо. Фала на ова интернето што честита, тоа не да бројам за честитање. Го бројам или да дојде лично да ме поздрави, или ако ништо преки по телефон да ми се јави. И многу им благодарам на сите што не ме повикаа, нити што не ми дојдоа. Само многу се јутам на коментариве, значи, колку изнакупив за да видам деца тука да тротна да ми скршат врата, прозор себе панапот. Не дојдоа ни една, не само ке мене, цело мало обед. Значи, нити од Коледа, нити ништо тие религијски празници. И после ќе пречитат, дека се големи верници, па по Facebook тука, по ООН, ќе ти се читаат среќен Божик, среќна нова, нека хвала и да му бања. Поздрав пријатно. Благодарам за јавувањето. Еве интересно како ни се вклучуваат нови гледачи. Можеме малку еве да навлеземе во таа тема, дали можеби од година во година се менува и природата на луѓето, па стануваме помалку емпатични, не се грижиме за оние кои што им треба нашата помош, или можеби и уште полошо забораваме на оние и кои што се присутни во нашиот живот. Дали можеби тоа што едноставно времето е тешко, па и луѓето стануваат тешки, и дали можеби е време да станеме и поскромни во оние мегаломански навики кои што сме ги имале за празниците, а повеќе да мислиме кому можеме да му помогнеме, па барем да пречека и ужива во празниците достојно. Интересно, драго ми е што сте пред се многу искрени и што си отварате душичката, па како и да не заборавајте, не сте сами кога сте со Телма. Ќе потсетам дека можете да коментирате и на Facebook црвена линија. Меѓу другото ќе прочитам и коментар кој што е напишан од страна на
лик кој што не следи, тоа е Димитар Павлов, напишал во декември пари потрошив за украси и слично, а онлайн не сум купувал ништо. Поздрав и до тебе, Димитар Павлов. Ете, некој трошел само за украси и нешто слично, нели, за да создаде празнична атмосфера. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден и убав ден, вам и на вашата. Убав ден и сега уште побава нова 2023 година. Христос се роди. Вистина се роди. Како ја пречекавме новата година? Се потрошили многу? Да здрави и живи и да Така. бидеме сплотени еден со друг, а не да се караме. Така, сплотеност, Јас точно. мислам дека кој колку му е чергата долга, толку ќе се ги пушти нозете. Толку од мене, Душо. Само толку добро, во ред. Благодарам за јавувањето. Во продолжение на ова издание на Црвена линија, ете, вие ни давате инспирација. Интересно е што некои од гледачите кажа дека се случува да останат и сами за празниците. И што е најважно, некако имаме впечаток дека и луѓето се менуваат. Помалку емпатија, се забораваат блиските, некој дури рече дека и не се јавуваат. Ајде да видиме како поминавте, па и во такво расположение. Добар ден. Христос се роди. Вистина се роди, да ви е срекна и барикет на новата 2023 година. Дали вам јануари ви е најдолг месец? Тоа да прашам. Честито ново 2023 Христово лето. Што да кажеме, па да, споминавме убаво за Божик, 3 дена празник, богослужби, плюс и набавник богослужба. Имаше хуманитарни акции преку црквата за сиромашни семејства. Така, значи се донираш. Имаше и пакетчиња за течињата што беа активни на бадниковите поворки. Реков богослужби, силна благодат во прилеп во една црква само се пришествија 270 течиња, а нареден ден околу 300 течиња. Баш кај другите цркви во градот па и околината. Тоа е за радост. Најголема радост е што тие дечиња се причестија и плюс нели други народ кој постеше. Христа Бога преку таа света пречест го примивме, тоа е најголема радост и задоволство. Да се биде милосрден е човечка и христијанска особина, така да речем, и должност. Убаво е да бидеме скромни во јадењето и да не бидеме трчни материјалисти. Оно што ни е вишок да го дадеме на оние кои немаат, пошто животот е тркаво. Се врти тркавото, може утре ни да бидеме во иста позиција да немаме. Па така, што би рекле старите, дарувај, па некогаш, ако треба некој тренат и дај. Здрави живи, да бидеме боголюбиви, да бидеме христијани, да сакаме Македонија да сме луѓе. Се нејубаво. Здрави живи, така е, да сме луѓе, да се ја сакаме својата земја и секако да не забораваме кога сме им најпотребни на оние на кои што е неопходна нашата помош. Ако имаме гледач, клучуваме веднаш гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, знаете кој е правилото, 90 секунди, телефонскиот број е 023070005, 5 линии се активни. Сега малку дискутираме подалеку од политиката и се вртиме и кон човечката природа, а човечката природа знае да биде мегаломанска, да сака да троши. Па и ве слушнавме од гледачка дека не се допаѓа кога на социјалните медиуми, дали намерно или ненамерно се постираат слики од богати софри, трпези кои што можат само да создадат тага кај оние кои што не се во можност да си го приуштат сето тоа. Како размислува ќе ни открие следниот гледач или гледачка? Добар ден. Добар ден. Во програма сум. Да, во програма сте, во Црвена линија, секој е добро и се најубаво во новата 2023. Ќе пробам да бидам краток. Сакам колико достане анонимен, бидејќи често сме повикани дека ова го правиме за себе промоција. Ние сме една мала гостилница од Велес, предизвикан сум од прашањето што сте го поставиле и сакам само да го наметнам примерот и да го посочам за може би некој друг како нас да се осети повикан и да го повтори истиот пример како нас. Впрочем, ние неколку години назад, за време на поголеми христијански празници, како Свети Никола, Нова година, Бадник и Великден, организираме акции каде што
ги повикуваме оние кои имаат повеќе да дадат на оние кои имаат помалку. Резултатот на тоа во овие неколку години наназад се некаде околу 14 или 15 акции, не ме земајте за збор колку се точно. Дали е голем одзиво, дали сте задоволни од одговорот на... Ние успеваме на секоја акција да прибереме некаде меѓу 500 до 700 оброци, Прекрасно. каде што ние ги готвиме и ги даваме на луѓето од социјално најзагрозените категории. Последната акција за Великден беше впрочем и најголема, каде успеавме да собереме 1000 оброци. Одлично. Акцијата се случува во Велес, потекнува од една гостилница, која што ќе повторам дека сакам да остане анонимна, и поентата на моето јавување е да предизвикам акции и други овакви гостилници. Впрочем, гостилницата... Дали некој ве го зема вашиот пример, бидејќи не сте, верувам, единствена гостилница? Дали чувствувате дека имаат и другите сенс како вас да направат нешто вака важно? И јас затоа и на овој медиум се повикав, бидејќи сме многу малку застапени од медиумите, само еднаш имаше македонска телевизија прилог за ова. Така да нека биде предизвик и на сите останати што сакаат по основ на овакви акции и по основ на народна кујна, бидејќи ние имаме собствена народна кујна, каде секојдневно исхрануваме па да знаете, бидејќи еве соопштивте нешто што навистина е прекрасно и верувам дека ќе продолжи традицијата. Јас ви посочувам да го ставите вашиот телефонски број во режија и секако и Тилма ќе ве контактира со цел да го промовираме доброто и хуманото дело кое што го правите. Благодарам, на располагање сме ви во било кое време. Можете да не посетите и да видите што точно правиме и работиме. Тоа секако ќе биде забележано. Благодарам многу за јавувањето и драго ми е дека еве оваа дискусија, верували или не, за прв пат сме во политиката, зборуваме за луѓето, односно за нас, какви сме како луѓе, дали може би премногу трошиме и кога не треба, дали мислиме на другите и дали дозволуваме оние кои што ни се најблиски да останат сами кога сме им најпотребни. Добар ден. Добар ден. Прво сакам да го поздравам гледачот пред мене што беше на акцијата на нивната фирма, ќе речам, или угостителски дојќен. Тоа е за поздравување и треба нивниот пример, треба да го следат многу повеќе угостителски, посебно угостителски објекти, каде стварно се фрла премногу храна. Точно е тоа. Како домаќинства, ние фрламе, но многу малку и не знам колку е оправдано да се собира таа храна од индивидуалните домови, за разлика од тоа. Јас се јавувам од Охрид. Охрид има толку многу хотели, имаше толку многу гости, каде што толку многу храна се направи за празнициве Божи Нова година и верувајте дека премногу храна е фрлено, а не е организирано, собрана. Ми се чини дека овдека недостасува организација која ќе се ја прифати таа храна, ќе спакува, затоа што секоја не може да се праќа, затоа што некоја се расипува брзо, која ќе биде на некој начин припремена и да може да отиде до оние усти кои стварно се имаат потреба од таа храна, дека тие треба да ја почувствуваат новата година, божешки сите празници. Меѓутоа, кај нас ми се чини дека стварно ние сме од една страна егоисти, а вака кажуваме сме добри и паметни, но треба некоја организација, ако постои организација, сигурно дека ќе се јават многу кои што стварно не би ја фрлеле храната, затоа што таа храна вистински ќе... Благодарам бескрено за јавувањето. Ми се допаѓа во која насока оди дискусијата. Факт е, и гледачот од Охрид не потсети дека на вистина се добива и впечаток, а и факт е дека премногу храна се фрла. А знаете како е, може би некогаш луѓето стануваат егоистични кога им е добро и забораваат кога имаат дека постојат и оние кои што немаат. А храната секако е грев да биде фрлена кога може да се најадат луѓе кои што едноставно немаат секојдневно оброк, а камоли топол оброк во зимски ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Сретни празници. Среќни празници, берекет на полна здравје 2023. И љубов.
Така, љубовта се манифестира и на начин на давање и мислење на оние на кои што сме им потребни. Така, ние се јавуваме од Неготино, тоде ќе вречам. Дали во Неготино премногу се трошеше за празниците? Се направили некоја акција еве за оние кои што немаат? Се троше, имаш пари и утре е нова година. Па така е. Имаш пари, секојаш е нова година, немаш пари, ќе стискаш рамиња. Има доволно, се трошеше доволно. А еве, дали се направи во вашиот град никаква акција да им се помогне на оние кои што се посиромашни категории? Има се направило. Еве, што се направи вака, на што сте сведок вие? Учествувавте ли вие во некоја акција? Можам учествувам, не можам не учествувам. Така. Така, иначе се убаво си поменава, еве и доче имаме малку и снег, ќе врне у Неготино малце. Да, имате снег во Неготино, добро, берекет, не е лош. Тоа е берекет, тоа е најубаво, најмило и драго ми е. Што е? Ве покануваме да дојдете на Свети Трифон. Да дојдеме во Неготино, добро, екипата на Црвена линија или? Да. Во ред. Благодарам на поканата. Па кажете ми, еве, дали потрошивте непланирани пари за новогодишната ноќ? Потрошиме, добро е. Добро, благодарам многу за јавувањето и секако благодарам за поканата. Кога би дошле во Неготино, секако би сакале еве да организираме некоја акција со која што би помогнале на оние на кои што помошта им е неопходна. Зборуваме за тоа колку бевме емпатични, колку споделивме, дали помогнавме некому и дали потрошивме и повеќе од колку и што воопшто беше потребно за празниците. И јануари останува да бива најдолг месец во годината. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила погласно да ве слушнам подобро. Ајде, те викам многу попојќе. Да викаме, може, одлично ве слушам и ви посакувам се најубаво во новата година. Потрошите ли непланирани пари за новогодишните празници? Да, затоа борчиме на банките 3 милиарди денари, затоа што сакаме да си прославиме. Прво. Второ, но втората тема. Многу ве поздравувам, затоа што сте вие единствена телевизија која село гори, баба се чешла. Јас така го Да, викам. селото гори или кога зборуваме за оние кои што треба да им помогнеме? Добро, добро. Не знам, еве ве прашувам. Се слагам. Или да ги заборавиме сиромашните и да зборуваме само за политичарите? Не реков ти заборавиме. Кој ви рече ти заборавиме? Па баба се чешла, село гори. Па добро, вие не дослушувате се. Зато кажам, вашата телевизија избира теми кои никаде не се сопаѓа. Ако се трошат милиони евра, албанските партии додаат во Албанија, а овде ги крадава да не му се подели за тие пари на сиромашните што ги има, се нема втора класа, има прва и последна. А еве кога зборуваме за нас како луѓе, дали сметате дека и ние на индивидуален план сме емпатични? Мене ми се јавија и гледачи кои што рекоа дека празниците останаа сами, дека биле и заборавени и оние кои што никогаш се јавувале, не се јавувале повеќе. Одеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден, Црвена линија. Кажав добар ден и убав ден, Тина. Сега ве Сретни слушам, ја ви празници. посакувам и најубава година, полна здравје и берекет. Јас само да се надобрзам. Благодарам. Јас само да се надобрзам на оваа помош. Бидете љубезни, тачно, она удалца што спомна господина. Дланка, срцена дланка. Вие не знаете колку арогантни се тие на тој врз што треба да ги помагаме. Друго, јас се јавив во унгарска амбасада за помош да дадам. И господино мене ми вика само нови алишта, нови нешто. Викам, зашто викам така ми се обрајкате? Сакам ја на тие луѓе да му помогнем и сакам едно детелице да земам. Вие не знаете каква ароганција од него добив.
Ме сваќате ли што сакам да кажам? Така, изненадување кога сакате да помогнете. Може да биде све во ново. И ви образложија ли зошто бараа да биде се тоа ново? Зашто живееле во станови од Унгарија. Еве ви кажувам ти, зашто тие што се од Унгарија живееле во станови. Нови станови и требало се ново. Викам, ја господине, ако имам ново, ја ќе го чувам за себе. Сепак имам што да дадам. Себина и други работи таму му кажувам. Нема проблем, ќе се видиме, ќе се чуеме и телефонот затвора. Не знаете колку арогантен. И само го прашам ова. Да не си македонец, ако си македонец, јасно ми е зашто ти си со Црвен крст поврзан и вие истото тоа. Благодарам што се јавивте и го споделивте овој факт и ваше лично искуство со Телма телевизија и секако со гледачите кои што ја гледаат Црвена линија. Но дојде време и за реклами, малку ќе здивнеме, па ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. По рекламите продолжуваме со вклучување на гледачи. Ми јавуваат од режија дека имаме гледачи. Веднаш велам добар ден. Добар ден. Секој добро ви посакувам во новата 2023 и најмногу здравје, па еве, дали потрошивте повеќе од предвиденото, дали сметате дека треба повеќе да подаруваме и да мислиме на оние кои што нашата помош им е неопходна? Дали сте се уште на линија? Да. Прво добро вечер. Добро вечер. Честитам новогодишните празници на цела нација, пожелувам успех во работа и добро здравје во светот, да нема војни, да нема лоши работи и така. Потрошивте ли премногу за празниците? Вака, да ви кажам искрено, потполно се сложувам со темата, премногу храна на новогодишната и божичната трпеза, наместо да се прејадуваме, че беше ли подобро. Да, се сложувам, би било подобро да се дадеа на сиромасите, али госпожо, кој то да го направи? Кој? Јас и ти. То треба организирање, значи, да не се подла храната, падокот во контанерите, да се стави на соодветно место и тоа е то. Јас се сложувам и поздравувам вашата емисија, тоа е добро од ваша страна. Меѓутоа, за жал, нема кој да го спроведи. Тоа е то. Јас ви благодарам. И јас ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Прекрасно ве слушам. Се најубаво ви посакувам во новата 2023 година. Така, да не ми отиде времето да скратам. Значи, ќе пласе овој македонски заспан народ по Тито и по Југославија, еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава, без никакви права, а нема кој да го одбрани. Што сакам да кажам? Во времето на Југославија, кога бевме, имаше средна класа, сега нема средна класа. Тука е проблемот. Значи, што ни се случува? Има 1% милионери, што имаат милиони, тоа се околу 20.000 луѓе во државата, мнозинството политичари кои што од опинци станаа милионери, и другите преживуваат. Таа мала средна класа што може да се нарече, тоа се доктори, некои што имаат приватно фирмиче, што заработуваат над 1000 евра. Другите над 80% се луѓе кои преживуваат. Што сакам со тоа да кажам? Ниту можеш да заштедиш од таа скромна плата што е испод 500 евра, не можеш ниту да заштедиш, ниту да преживееш. Кога не можеш да преживееш или да заштедиш, не можеш ни да помогнеш на други луѓе, на сиромашните, на болните и така натака, колку и да си хумана личност. Луѓето кај нас на картица одат на одмори, на нови години, се задолжуваат и да не се тие картици, нема да мрднат од ова, нема да може да купат ниту...
Благодарам многу за јавувањето. Сега е време да ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Прашавме потрошивте ли непланирани пари за новогодишните празници, а резултатите се следни. Со да одговорија 52%, а со не 48%. И тука, драги мои, е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Бидете ми во добро здравје и да бидеме похумани и да не фрламе храна и секако поскромни да бидеме во нашите барања. И секако утре повторно заедно со нова тема и нови вклучувања. Довидување.